Добар ден, почитувани колеги советници, почитувани гости, почитувани граѓани. Согласно член 38 од статутот на општината Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни дејности на Советот на општина Битола за 27.9.2023 година, среда во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Прва точка. Одлука за давање на согласност на градоначалникот за подпишување на анекс меморандум со ДЕУ за соработка со Јурон Хаус Битола. Втора точка. Годишен извештај за работата на СРО Вадија Мара Битола за 2022-2023 година. Трета точка. Програма за работата на СРО Вадија Мара Битола за 2023-2024 година. Четврта точка. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност на број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во градинката СРО Вадија Мара Битола. Петта точка. Годишен извештај за работата на средното училиште гимназија Јосип Броз Тито Битола за учебната 2022-2023 година. Шеста точка. Годишна програма на средното училиште гимназија Јосип Броз Тито Битола за учебната 2023-2024 година. Седма точка. Годишен извештај за работата на училиштето доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2022-2023 година. Осма точка. Годишна програма за работата на училиштето доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2023-2024 година. Деветта точка. Годишен извештај за работата на училиштето Јане Сандански Битола за учебната 2022-2023 година. Десетта точка. Годишна програма за работата на училиштето Јане Сандански Битола за учебната 2023-2024 година. 11 точка. Годишен извештај за работата на училиштето Кузман Шапкарев за учебната 2022-2023 година. 12 точка. Годишна програма за работата на училиштето Кузман Шапкарев за учебната 2023-2024 година. 13 точка. Годишен извештај за работата на училиштето Ѓорги Наумов Битола за учебната 2022-2023 година. 14 точка. Годишна програма за работата на училиштето Ѓорги Наумов Битола за учебната 2023-2024 година. 15 точка. Годишен извештај за работата на училиштето гимназија Таки Даскало Битола за учебната 2022-2023 година. И 16 точка. Годишна програма за работата на училиштето гимназија Таки Даскало Битола за учебната 2023-2024 година. Ја молам комисијата да се произнеси по вака предложениот дневен ред. Кој е за? Бидејќи едногласно е усвоен дневниот ред, продолжуваме кон работи со разгледување на точките по дневниот ред. Прва точка. Одлука за давање на согласност на градоначалникот за подпишување на анекс меморандум со ДЕУ за соработка со Јурон Хаус Битола. Го молам представникот да се произнесе по оваа точка. Добар ден и од мене. Значи, по оваа точка правиме дополнување на претходниот меморандум кој што беше склучен на 27 февруари 2023 година. Исто измените се прецизираат точно врските на двете страни во рамките на овој меморандум. Значи, со овој меморандум точно се прецизираат кои простори ќе ги користи ЕУ Хаус во рамките на офицерски дом. Имате, значи, целосна скица, точно е прегледно, се гледа кои една просторија целосно ќе се користи цело време ќе биде за ЕУ Хаус, другата повремено по потреба за состаноци и исто така кристалната сала која е на приземниот спрат ќе се користи од ЕУ Хаус понеделник, вторник и среда. Значи, сето ова само со цел да биде попрецизно функционирањето на ЕУ Хаус во рамките на установата Културно-информативниот центар КИЦ Битола. Ви благодарам. Дали има прашање по однос на оваа точка? Бидејќи нема прашања, точката ја ставаме на гласање. Кој е за, ве молам? На крајот ќе одиме. Добро, се извинувам. Одиме на втората точка. Да предложам до комисијата. Дали можеме втората, третата и четвртата точка да ги разгледуваме заедно, тоест директорката да се произнеси заедно по трите точки? Комисијата дали се согласуваме? Значи се работи за следните точки. Точка број 2.
Годишен извештај за работата на градинката Естрео Вадија Мара за 2022-2023 година. Точка број 3. Програма за работа на градинката Естрео Вадија Мара Битола за 2023-2024 година. И точка број 4. Решение за давање согласност на одлуката за добивање согласност на број на деца кои ќе бидат згрижени во воспитни групи за деца во градинката Естрео Вадија Мара Битола. Директор, ќе повелете. Во електронска форма годишниот извештај и годишната програма исто и одлуката ги добивте на мејл во електронска форма. Би сакала тука во извештајниот период да нагласам дека се набавени опрема за грејање и климатизација во градинката Колибри и Стрелиште. Набавени се 4 професионални фрижидери за 4 дистрибутивни чајни кујни, прв пат после отворањето на градинките преку 40 години. Донација на пешачка патека на влезот на градинката Пинокио во Долно Оризари, донирана од Рек Битола. Донација на лимена на Црешница на пешачка патека до влезот на градинката во Пинокио, Долно Оризари од страна на Есен Брокер. Донација на новогодишни пакетчиња од страна на синдикалната организација на Рек Битола. Донација на новогодишни пакетчиња од страна на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Да не одам, мислам, дел по дел извештајниот период, ако имате прашања, слободно поставете ми, исто и за програмата. Би се надоврзала тука на одлуката за барање на согласност од страна на установата до Советот на општина Битола за бројот на деца по воспитни групи. Знаете дека нормативи, стандарди одамна немаме, бидејќи имаме преголема листа на чекање во градинките. Во одлуката која ви ја доставивме во електронска форма стои за секоја градинка, ако сакате да читам за која градинка, во која воспитна група стојат, ако не да ви образложам ако имате прашања. Повелете, колега. Благодарам. Кажавте дека имате голема листа на чекање, какви мерки имате превземено со цел или некакви проекти имате подготвено за... Големување на капацитетите, мислите? Да, за проширување на капацитетите. Сигурно знаете дека во изминатиот период од 2019 наваму се ги проширивме капацитетите во постоечките објекти, значи ништо ново не е преадаптирано, туку во постојните капацитети отворивме 4 нови занимални, од кои 3 со помош на општината во вредност од милион денари и претходната градоначалничка, а едната занимална со сопствени средства исто ја отворивме во градинката Пинокио. Значи во градинката Росица, во градинката Росица имаме отворено 2 нови занимални. Едната е со помош на општина Битола, втората е со сопствени средства. Опремена комплетно. И проширени се за 150 деца, капацитетот од постојниот објект е проширен за 150 деца. Проект дали имате некој направено за надградба, адаптација на некоја од детските градинки? Вие сте заменик градоначалник и сигурно знаете дека Министерството за труд и социјална политика има секоја година јавен отворен повик на кој што не аплицираат градинките, туку аплицира општината. Значи општината треба да се јави на тој јавен повик и да аплицира. Ние јас како директор од 2017 година начекав одобрение за надградба и ако се почнело веднаш во 2017 година, проектот немаше да оди на ревидирање, па да не биде одобрен повторно од Министерство. Значи на тој јавен повик имат право да се јават само општините. Значи јавниот повик е достапен цела година од страна на Министерството и општината треба во име на градинките, не зборам за градинката само за Естреа Мара и за Мајски цвет, тука стои за сите градинки, тука треба да аплицира општината. Не знам од кои причини досега тој проект кој не беше одобрен, кој после ревидирањето, општината не го промени и не го стави на одобрување од страна на Министерство за труд и социјална политика. Проектот рековте дека од 2017 година, сега сме 2023. Значи тој бил одобрен, ако бил имал одобрение така како што викате. Да, затекнав одобрение во септември 2017, меѓутоа не се почнало со надградба затоа што немало доволно средства во моментот. Значи тогашната локална самоуправа немала доволно средства и не аплицирала. Не локалната, градинката, од наменска и блок дотација.
Од блок дотациите кои што ги добивате и наменските средства во градинките, сите ги искористувате секоја година? Во зависност од потребата. Минатата година вративте средства? Во моментот, ако сакате, ќе ви кажам и со податок, значи на ставката реконструкција на други објекти имаме 27 милиони 378 620 денари. Тоа се средства строго наменски, на сите претходни седмици истакнувам дека се строго наменски за реконструкција на други објекти. Тука станува збор за надградба на детската градинка Пролет и доградба на детската градинка Снегулка. Меѓутоа, за да овие средства се искористат и за да се направи таа надградба и доградба на двете градинки, треба да аплицира општината во име на градинката до Министерството за труд и социјална политика. Во 2023-2024 планирате обнова на фасади во детските градинки, уредување на спортски реквизити, поправки и санација на тоалети. За овие имате обезбедени средства и дали овие 27 милиони денари Да, можете? имаме од самофинансирачка во план за јавни набавки и во финансов план. Во 2000 од овие финансиски средства кои што се 27 милиони денари, од Тие се нив строго планирате? наменски и се баш за реконструкција на двата објекти што ви посочив претходно. Ке ги искористите во 2023-2024 средствата, бидејќи Па ако 2000. аплицира општината и ако стигнеме до проект, секако дека ќе ги реализираме. И ако имаме готов проект, таков како што бара Министерството за труд и социјална политика. Немате до сега вие направено проект? Општината аплицира во име на градинката. Добро, бидејќи во Јавниот повик, извинете, само да ви да објаснам, не е до градинките, до општините. Сите општини имаат право да аплицираат, цела година трае јавниот повик од Министерството за труд и социјална политика до општините. Значи градинките не аплицираат, да аплицираат досега ќе аплициравме, меѓутоа општините во име на градинките аплицираат. бидејќи во горната градинка во Мајски цвет, исто средствата кои што се наменети за реконструкција и поправки, директорката која што во горната градинка ги искористува средствата во делот направи ограда на градинката. Мислам дека општината тука ниту аплицираше, ниту побара некакви финансиски Знаете од која средства. ставка сте тие, строго наменски? Не смеете да ги пренамените за ништо, освен за намената за Тие која се што се средствата предвидени. кои што ги одрубува Не знам, Министерството да за не е труд и тука социјална. директорката, не знам и од кои средства се извинете, ама вака да не шириме шпекулации. Тоаш направете консултација со неа, па видите Нема таа како проблем. ги искористува Нема средствата, проблем. ако може да не ми влега во збор. Председателке. Добро, ма вие прашувате цело време. Барате одговор, ви одговара. Ама немам завршено со Добро, Добро, мислам дека е транспарентна дискусијата. Затоа и ве оставам цело време да... Значи, затоа викам направете консултација, се искористат тие финансиски средства кои што се наменски од Министерството за труд и социјална политика, со цел да не ги враќаме средствата назад во Скопје, туку да останат тука во Битола. Ако сте готови, може да одговорам? Секоја година, на крајот на годината, Министерството за финансии, преку Министерството за труд, не ги зема, да речам, просто кажано тие средства, меѓутоа, на почетокот на новата година, истите средства не ги враќа, бидејќи тие се строго наменски за нас, за градинките, да, точно, меѓутоа има проекти за кои што треба навистина да, во име на градинките да аплицира општината. Во За ограда секако не, меѓутоа за проекти за надградба и на доградба, тоа се сериозни проекти кај што навистина општината треба да аплицира. Во извештај кој што за 2023 година сте потрошили 356.000 денари за фиксна телефонија и мобилна телефонија, додека за нафта 250.000 денари. Што трошите толку фиксна и мобилна телефонија? Мобилна телефонија немаме само фиксна, немаме ни службени телефони, така да мобилна телефонија може и тендерот, јавната набавка се вика така, меѓутоа нити директорот, па ни еден вработен нема мобилен телефон на сметка на установата. Фиксни Бидејќи телефони, нафта, да, имаме, не знам дали знаете, 9 објекти и треба да се прати состојба секојдневна на број на деца. Фиксна имаме, меѓутоа мобилна ни еден вработен во Естреја Амара нема службен телефон. Не знам, голема е сумата од 356.000 денари со вклучен ДДВ, фиксна телефонија, интернет, а додека Интернет, да. набавка на опрема за грејање 278.000 денари. Не знам, што е прашањето? Со што се трошат толку финансиски средства за фиксна телефонија и интернет?
Па имаме 9 објекти и сите 9 објекти знаете дека секој давател на услуга, секој воспитувач треба да води електронска евиденција. Како ќе ги води ако нема интернет и нема свој компјутер, секој воспитувач? Мора да има интернет. Ви викате објекти, дека така? фиксна телефонија и интернет да, меѓутоа мобилна телефонија нема ни еден вработен, па ни директор. Добро, 9 значи имате објекти, тоа е 9 значи објекти, месечно плаќате вие по објект Ќе ви да оставам 39.594 и, дена. да, и колку плаќаме по објект. Да, ако може да. Нема Бидејќи вака, ако иде ова што е тука прикажано, на 12 месеци 40.000 денари од објект. Иде, 39. Тоа си јавна набавка и не знам што е прашањето. Ако и сакате по објекти кој колку троши за фиксна телефонија и за интернет, ќе ви дам и податок тако. Ви благодарам за излагањето, директорке. Одиме понатаму. Пред да преминеме на дискусија за следните точки, повторно ќе ја запрашам комисијата, дали може исто и како со градинката и со средните училишта, директорите да се излагат заедно, да излагат точката заедно и за програмата и за извештајот за работа. Може? Продолжуваме понатаму. Петта точка, годишен извештај за работата на училиштето Гимназијата Јосип Брз Тито Битола за учебната 2022-2023 година. Шеста точка, годишен извештај, годишната програма на Гимназијата Јосип Брз Тито Битола за учебната 2023-2024 година. Го молам директорот да ги образложи точките. Добар ден на сите. Во однос на годишниот извештај за учебната 2022-2023 година, можам сублимирано да кажам, ви беа испратени на 24 август по мејл изгласаните од училишен одбор. Имавме навистина доста успешна година со многу активности, со многу надпревари, со многу освоени први, втори државни меѓународни места. Би се задржала на инфраструктурата на проектите и на идните планови. Од инфраструктура, во текот на првото полугодие, во учебната 22-23 се набавени дизајнирани клупи во ходниците на трите спратови, дизајнирани од ученици, 30 училишни столчиња, закачалки за палта во сите училници, елементи за кујна во наставничката канцеларија, замена на постоечкиот лексан со плексиглас на терасата, промена на хоризонтален и вертикален олук на целата тераса, промена на старата со нова ограда од ковано железо на терасата, летна училница со бехатон плочки, го доизработивме, беше започнат, го доизработивме покривниот пролаз кој што оди кон спортската гимназиска сала со лим, санација и тековно одржување на споменикот, односно не на споменикот, на оштетените плочки со истоветни материјали. Во машките и женските тоалети и соблекувални поставивме мијалници од бетон. Исто така хортикултурно уредување на просторот за дружење на учениците во соработка со Сфера Битола, хортикултурно уредување со поддршка на ЈП Комуналец Битола, посадени се 11 зимзелени дрва, 2 јавори, љубичици и други цвеќиња. Од ИКТ опрема набавени се 35 таблети, 10 смарт телевизори, големи за во секоја училница, 50 инчи, исто така и за сите кабинети во спортската сала, бинакуларен микроскоп за потребите на професорите по биологија со современ со екран, набавивме мултифункционален фотокопир, мултифункционален принтер со скенер, караоке звучник, универзална станица за полнење на лаптопи и компјутери и секако наставни средства и помагала, географски атласи, штафелаи 10 и така натаму. Во соработка со општина Битола, во учебната 2023 година, како што кажав, имавме доста надпревари, од кои учениците не се вратија без прво, второ или трето државно место, како и нормално Олимпијадата во Богота, запознати бевте сите. Со поддршка од општина Битола беа реализирани превозите за сите надпревари. Имавме доста успешен патронен празник, 2 представи, професионално, меѓутоа аматерски,
изработени од учениците и можам да заокружам дека имавме доста успешна година. Во однос на новата учебна година, моментално проектот за употреба и одржување кој се однесува на замена на врати кои што се стари повеќе од 100 години и подови, на третиот спрат и реконструкција и осовременување на хемискиот кабинет, конечно на 29-ти, значи пред неколку дена е во транспорт и врски, чекаме одобрување за да се започне со работа. Во однос на приоритетните потреби за ова учебна година од годишната програма, се многу, нема да ги читам сите, 36 се, планираме да ја продолжиме соработката со училиштето Кутонс во Франција. Имаме аплицирано за неколку Еразмус проекти, исто така и проектот Рико за меѓуетничка интеграција со Тирана го продолжуваме. Како што кажав, доколку добијаме во најскоро време од транспорт и врски одобрени или било какво известување, ќе може да се тендерира за вратите и подовите на третиот спрат, кој што реално ќе треба да ги правиме во летниот период. За спортските игралишта проектот е до фаза на експроприација. За хемискиот кабинет кажав, горе-долу, тоа ни се плановите за новата учебна година. Ви благодарам. Дали има прашање по основ на овие две точки? Повелете. Добар ден на сите. Ова е прашање на сите директори. Мислам во излагањето кога ќе излагаат, сакам да ми одговорат дали сите ученици имаат учебници во училиштето, дали се во ред учебниците или имаат некои недостатоци, а доколку и во средните училишта, стручните училишта, дали имаат материјали за работа по стручните предмети. Благодарам. Имаме недостаток на учебници искрено и реално. Имаме недистрибуирани учебници од 21-22, камоли за 23 и 24. Учебниците кои што, еве за историја можам да кажем конкретно се жалат, децата барат учебници, фалат по 20-30 страници, математика исто недостасуваат учебници, англиски јазик, да, ќе одговорам дека имаме подредени предмети, недостаток на учебници, се снајдуваме некако, меѓутоа тоа не е и решение да им фалат по 20-30 страници од конкретни предмети. Треба да се снајдуваат со другарчињата и така натаму. Благодарам. Други прашања? Повелете. Се не ми е јасно како фалат страници од учебниците. Тие скинати се или не си спечатени? Скинати се од истрошени со години и дистрибуција на нови. Во тој смисол. Значи нови учебници нема уште. На тие што се оштетените. Дистрибуција на некои нови кои што не беа потребни, а на кои што беа потребни се уште една дистрибуција. Како учат се учениците без учебници? Како што кажа, се снајдуваат со другачи. Добро, фала. Други прашања? Доколку нема, директор ќе ви благодарам за излагањето. Одиме понатаму. Точка број 7. Годишен извештај за работата на Средно училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2022-2023 година. И 8 точка, годишна програма за работата на Средното училиште доктор Јован Калаузи Битола за учебната 2023-2024 година. Повелете. Добар ден на сите. Функционира? Говорите? Добро. Значи, прво да започнам со годишниот извештај, инаку имавте можност да ги разгледате и годишниот извештај и годишната програма за работа на училиштето. Во годишниот извештај за наставната 22-23 година се наведени сите активности кои што се случуваа во училиштето. Во минатата учебна година се заврши еден голем инфраструктурен проект со средства обезбедени од Министерството за образование и наука. Училиштето доби нова енергетски ефикасна фасада,
Сите училници во училиштето беа зидовите реконструирани, подовите променети, со дел од клупи и столчиња се променија, а дел ни се планирани за оваа учебна година. Се опреми и континуирано училиштето се опремува со нагледни средства и помагала, затоа што е стручно училиште, значи имаме повеќе профили и сите имаат потреби од различна опрема и различен, мислам, потрошен материјал кој што постојано се обезбедува претежно од самофинансирачката сметка на училиштето. Инаку, што се однесува на наставата, во вакви подобрени услови, наставата исто така е подобрена. Воспитно-образовниот процес во цело се поддржан од активностите на стручните активи, па тие имаат, значи подготвуваат ученици за надпревари, учествуваат ученици на надпревари, општински и државни. Исто така во надпревари организирани од МАСУМ, Junior Achievement, оние стручни екскурзии исто така се остварија кои што се беа планирани со годишната програма од минатата година. И сето тоа придонесува за подобрување на училишната клима и култура во училиштето. Навистина се посветува внимание на работата со учениците. Тоа е што се однесува на извештајот. А во годишната програма за работа на училиштето, значи имаме повеќе цели, меѓутоа 3 цели ни се приоритетни. Тоа е и сето тоа е во функција на наставата, значи недискриминација, првата цел ни е недискриминација, заштита од насилство, почитување на различностите и јакнење на демократските капацитети на учениците. Потоа, втора цел ни е унапредување на воспитно-образовниот процес преку јакнење на инклузивна култура и зголемување на постигањата на учениците и јакнење на компетенциите на воспитно-образовниот кадар. И како трета приоритетна цел, ние создавање на е-библиотека, во која што ќе воспоставиме база на дигитализирани училишни воспитно-образовни материјали. Точно ова еве сега со третата да почнам, затоа што како стручно училиште, затоа што советничката праша дали имаме учебници, за некои стручни предмети не се изготвени учебници, така да професорите создаваат, значи секојдневно создаваат материјали и така да кога еве ова, мислам тие секако учениците и досега ги добиваат, меѓутоа со ова е-библиотека, со таа една база во која што би биле сите материјали, сите планирања на професорите и се што може да биде подостапно, ќе го имаат учениците подостапно. Исто така за она што ни е посебно цел да обрнеме внимание на во втората цел јакнење на инклузивната култура. Ние минатата година имавме ученици со посебни образовни потреби, 20 ученици, и вложивме сите напори за да им се обезбеди и физички пристапа, така да нивната настава се организираше на приземје, а исто така и со посебни образовни планови и програми за да може да се работи со тие ученици. А секако и со сите, значи деца со посебни образовни потреби не се само оние што се секако тука се вклучуваат и талентираните ученици, се со посебни образовни потреби со кои што работат професорите и посебно исто така со оглед на случувањата еве во минатата година во опкружувањето во Србија, така да посебно сега се засилени, мислам, вниманието се обрнува на разговор со учениците, класните раководители, сите професори, психолошко-педагошката служба, да се детектираат доколку имаат некакви можеби не така отворени или
скриени проблеми кои што ги имаат учениците да се детектира и да се работи со нив. Така да тоа ни се приоритетни цели. Секако во текот на годината она што е потребно ќе се обезбедува. Од нагледни средства, опрема, во тек е завршува, значи во оваа недела или најкасно наредната недела, ќе се заврши со санација на тоалетите на вториот и на првиот и вториот спрат, каде што минатата година имавме еден немил настан со тоалетите. Значи имавме префрлено средства од општина, ние подготвивме наш проект и имавме јавна набавка. Тие што се јавија на тендер, меѓутоа така два пати ја повторувавме и затоа ни се издолжи, еве и со почетокот на учебната година не беше завршено се и во летниот период. Значи сега се завршува со комплетна промена на плочки, на подлоги и се што е потребно, што беше предвидено во проектот. Така да тоа ќе биде во ред и учениците ќе ги користат тие нови тоалети. Ако имате некои прашања, Ви благодарам. Повелете прашања. Повелете. Благодарам. Спомнавте за таванот кој што падна врз ученичката и ја повреди, дека тоалетите се реновираат со финансиски средства од општина Битола. Тоа се случи во март 2023 година. Во март 2022 имавте кражба на нафта, што значи секој март, секоја година има некој скандал кај вас. Ме интересира прво за нафтата, дали има некаква разрешница по однос на кражбата која што беше и дали има исто некаква тужба или некакво побарување за повредената ученичка. Значи, во врска со нафтата во 22 година, точно дека тоа се открие од страна на МВР и потоа постапката како оди во судот не знам, меѓутоа веднаш беа преземени мерки и работникот, значи прво нафтата беше вратена од страна на МВР во училиштето, а работникот беше суспендиран и тој повеќе не работи во училиштето. Во однос на една година подоцна, ете така, може би ни се погодува да во марта се случува, во однос на значи март 23 година, кога падна таванот, дел од таванот падна врз ученичка која што моментално беше во тоалетот. Секако тоа не беше посакувано или очекувано од никој. Секако дека ученичката беше вознемирена. Меѓутоа, како што кажавме и тогаш, таа остана на настава, не беше повредена, меѓутоа добро, затоа кажуваат лекари. И да, имаме побарување за оштета од ученичката, кој што е во судска постапка. Таванот кој што падна врз ученичката беше од порано направен или која година беше реконструиран? Па беше од поодамна, значи во оваа реконструкција што ја спомнав со средства од Министерството и која се случуваше минатата година, тоалетите не беа опфатени затоа што сметавме дека се добри, мислам, функционира и немаше ништо покажано дека треба реконструкција на тие тоалети. А се последна реконструкција на тоалетите се правеше негде, јас не бев тогаш директор, се правеше 2018, да речам 2017, така. 2017-2018, значи имало неквалитетна изведба на тоа, на делот на таванот, да речем. Вие како одговорно лице не увидовте дека има некакви проблеми со таванот, да не се случи ваква несреќа? Значи, прво таа реконструкција тогаш 2017-18 не беше толку темелна како сега, нешто. Значи тогаш не бев одговорна за тоа, бев наставник и не можам да кажам што тогаш се правело.
што опфаќаше таа реконструкција, а инаку тековно она одржување, ако нешто прокапи, па ние имаме хаусмајстор, ако нешто тековно се одржува, секако има потреба во тоалетите, тоа се правеше. Меѓутоа, вакво да се случи, значи паѓање на дел од таванот, не можевме да го предвидиме. И да го видиме за да можеме некако да реагираме предходно. Дали имате некои проекти кои што се од Erasmus програмата? Од Erasmus програмата моментално сме, односно сега завршува тој проект, каде што сме партнери а носител на проектот е училиште од Бугарија, заедно со Литванија, ние сме партнери во тој проект. За изработка на дигитални материјали за помош на учениците во наставата. Дали сите активности во проектот се реализирани? Или има некоја активност што не е реализирана? Во проектот се реализирани сите активности, да, ние, како што реков, сме партнери, оние што се носители на проектот ги одредуваат активностите, она во што бевме вклучени и проектот заврши уствари во август. Значи сите активности кои што беа предвидени од страна на медицинското училиште се завршени. Нема нереализирана активност. Не знам на што мислите, каква активност. Секој, без разлика што еден носител, има секој партнер си има одредени активности што треба да ги заврши. Дали вашите активности кои што беа предвидени во проектната апликација се завршени? Да, завршени се. Добро. Ме интересира исто дали средствата кои што се префрлуваат од страна на Министерството за образование и наука ги имат искористено сите во текот на 2022 година. Дали има дел од средства кои што сте ги вратиле или не сте ги искористили? Во Министерството за образование и наука. Да, преку општината што доаѓаат. Мислам, ги додалува Министерството, вие можете да ги користите. Дали сите средства ги имате искористено? Не ги имаме сите средства искористено добиени од општината, значи, ако мислите, не знам која е Министерството. Па да, тие сега што ги добивме после, дали видати од општината? Имате и други прашања? Значи, моментално имаме средства, се подготвува тендер за училишен мебел и опрема. Тие уште треба да се искористат средства, други не знам, немаме неискористени средства. Реновирање имавте, мислам, дека во јануари и февруари 2023, така? Да, Тогаш наставата се одвиваше онлайн. да. Имате одобрение од Министерството за образование и наука за спроведување на онлайн настава во тој период? Значи, јас се обратив и до Министерството и до општината. Одговорот од Министерството беше дека директорот ја организира наставата во училиштето и со оглед на тоа што веќе процесот течеше, значи ние имаме документирано како, во која фаза беше работата во училиштето, кога се работи со реновирање не може точно да се предвиди до ден кога ќе заврши. Тие беше планирано да ја завршат работата во текот на зимскиот распуст, меѓутоа се појавија непредвидени активности од нивна страна кои што мораше да ги завршат во училиштето и затоа мораше да, значи немаше услови теоретската настава да се одвива во училиштето. А практичната настава цело време си се одвиваше во кабинетите и на болница. Одобрение имавте или немавте од Министерството за образование и наука? Па имав одобрение да јас да го организирам процесот на наставата, ако зависно од фактичката ситуација. Може да не го пратите дописот до сите советници да видиме одобрувањето од Министерството за образование и наука. И вашето барање, како било. Во ред ќе ви го пратам. Ако може, до почеток на седница да го има. И последно прашање, дали кога беше ова онлайн настава,
Вие известивте општината и дали има некакви побарувања од страна на превозниците, бидејќи предпоставувам дека тогаш тие во тој период и дали ги информиравте нив дека нема да доаѓаат учениците? Да. Сите превозници, прво секако општината, а исто така и сите превозници точно беа информирани кога учениците одат на пракса, кога со име и презиме на учениците и релација, кога треба да им се обезбеди бесплатен превоз и кога учениците не доаѓаат заради онлайн наставата, кога не треба да им се обезбеди превоз. Добро, фала. Други прашања? Повелете. Би сакала да ја прашам директорката дали е спремна за зимската сезона со нафта, бидејќи минатите години имаше доста голем одлив, дали сега веќе има предвидено одреден број на средства за нафта за зимската сезона? Значи, моментално имаме нафта од минатата сезона, колку точно сега не знам, меѓутоа исто така од општина, како што редовно побаруваме нафта за ова година, исто така е побарано и предвидено во набавката која што врши општината, предвидено е колку побарано е, колку нафта наске ни е потребно, а инаку, како што кажав во изминатата година, март 22 година, кога забележавме одлив на нафта, не забележавме, мислам, кога МВР го откри тоа, нафтата беше вратена во училиштето. Други прашања? Повеле. Ме интересира, директорка, каква е состојбата со салата, дали функционира грејењето таму или не? Да, функционира грејењето во салата. Други прашања? Ви благодарам, директорке, за излагањето. Одиме понатаму. Точка број 9. Годишен извештај за работата на Средното училиште Јане Сандански Битола за учебната 2022-2023 година. И точка 10. Годишна програма за работата на Средното училиште Јане Сандански Битола за учебната 2023-2024 година. Молам директорот да се произнесе по точките. Ви благодарам, председавач. Годишниот извештај јас ќе го наведам хронолошки по настаните како се одвиваја по рамките на претходната 2022 учебна 2023 година. Имено би започнал уште од месец октомври, кога започнуваме за прв пат со реформирано стручно образование, да работиме по принципот на учење на работно место, склучени 75 договори со правни субјекти и каде што учениците за прв пат заминуваат на пракса надвор од училиштето, односно учат на работно место и офатени се 250 ученици, благодарност тука и на општина Битола и на останатите институции кои што ги примаат нашите ученици и ги обучуваат на работните места за да можат да бидат спремни, односно да се вклучат во одредената струка која ја застапуваат. Понатаму во месец декември, после пауза од 5 години, знаете заради ковид кризата, имавме интегрална евалуација од Државен просветен инспекторат, каде што училиштето има добиено највисока оценка од кога се врши интегрална евалуација, 2,93, што е оценка добра, која сакаме ние уште повеќе да го подобриме и врз основа на таа интегрална евалуација понатаму е направена и годишната програма за учебната 2023-2024 година. Сакам да напоменам дека како сублимат на целокупната годишен извештај за 22-23 акцент е насочен во тој годишен извештај на 100 годишнината од јубилеот, односно 100 години постоење на Јане Сандански, каде што беше одржана свечена манифестација во месец април, на која што присуствуваше градоначалникот, представници од образовните институции од цел град и стварно одекна како како одлична манифестација, односно беа евоцирани спомени од 100 годишнината од постојањето на училиштето. Во рамките на тоа, на овој патронен празник, сакам да напоменам дека по негде период од 10 години е возобновена бистата на споменикот на Јане Сандански, бидејќи таа беше украдена
па успеавме ние да ја најдиме, да се најдат сторителите, да ја реставрираме и беше поставена повторно во дворот на училиштето. Понатаму опремени беа два кабинети, едниот кабинет за информатичка опременост по предметот информатика и другиот кариерен центар со 35 компјутери, две училници каде што се опремени со училишен мебел, клупи и столчина. Понатаму исто така опремени се училниците со 9 монитори, односно телевизори кои што ќе бидат ставени од ова година, се веќе ќе ги ставиме во функција, односно на самиот наставен процес, бидејќи тоа беше една од забелешките на просветната инспекција. И на еден начин среден училишниот двор со нови клупи за седење, рампата, влезната рампа на училиштето и останати инфраструктурни зафати. Во месец мај беа реализирани неколку екскурзии, исто така и тука имавме прекин од 3 години, каде што училиштата со на забрана што беше од Министерството за да не се реализираат екскурзии надвор од училиштата. За прв пат и не само во нашето училиште, туку и сите средни училишта заминавме надвор од државата, се реализира екскурзии во рамките на земјата кои што успешно учениците ја реализираат таа активност. И на крајот би завршил со она што е најважно за сите наши училишта, со приемот на ученици во прва година, успешни реализирани 2 пријавувања, каде што од бараните 176 слободни места, пополнети се 157, значи имаме 5 паралелки со вкупно 30 до 34 ученици. Тоа е околугодишниот извештај. Околугодишната програма, како што кажав, за ова учебна година, 23-24 година, е направена врз основа на одите. Претежно ние се раководиме на одите кои што ги инспекторатот ги навел во таа интегрална евалуација, односно поголема да има обука на наставниците при користење на софтверски и останати програми, како и стручна литература во склоп на самата настава, набавка на нова опрема од софтверски карактер, кој што ќе им овозможи на училиштето да применуваат современи алатки, значи она што го работат практично да го изведуваат онака како што го бараат самите фирми, односно софтверски програми кои што фирмите ги применуваат во нивните апликации за да можат полесно да ја реализираат како и наставата на наставниците и учениците, така и успешно да ја обавуваат практичната настава. Поголема соработка со Советот на родители, а тука и поддршката на стручната служба околу повеќе индивидуални разговори. Знаеме дека кај учениците после ковид кризата имаме различни однесувања, не се они исти ученици кои што беа претходно пред ковид кризата, значи поголема работа на таа служба во поглед на менталното здравје на самите ученици и промоција на училиштето во градот и надвор од градот преку учество. Значи, аплицираме во неколку проекти, каде ги чекаме резултатите во овај период октомври-ноември. Тука се Еразмус проектите во однос на РИКО и останати проекти кои што се организираат во контекст во наставни активности и понатамошно проширување на соработката со бизнис секторот, која што е основа за понатамошно современување и вклучување на учениците во стопанските текови. Тоа би го кажал околу извештајот и програмата. Она што го наведе во прашањето што беше од советничката Лидија Павловска, би кажал дека во поглед на учебниците, да, проблем е стручната литература и тука ние сме свесни, но сите овие изданија стручна литература ги има како учебници, ги има, поставени се од Министерството за образование, но ние навремено, спомена и директорката, кажавме кај овие општо образовни предмети немаме толку дефицит, но кај стручните предмети, дали заради зголемување на бројот на паралелки, бројот на ученици, имаме недостаток, например, во некој клас да се јави кусок на ученици. Тоа е реагирано уште во мај-јуни, врз основа на бројката која што ја имавме од претходната учебна година и ние повторно реагираме и понатаму реагираме за учебници каде што фалат по одредени стручни предмети и тоа обично се јавува каде што имаме од генерација во генерација зголемување. Некоја генерација е со помалу ученици, па која ќе дојде кај следната генерација да се јави
недостиг во следната година да се јави недостиг на ученици, но сепак да фалат учебници, особено од стручната литература. Иако го велам дека ги има во електронска форма, ние се снаоѓаме, значи може да ги симнат учениците, им даваме помош да може да ги фотокопираат и така натаму или во училиштето, но потребно е плюс стручна литература. Ви благодарам. Ви благодарам. Повелете прашања? Доколку нема прашање, директор, ви благодарам за вашето излагање. Одиме понатаму. Точка број 11, годишен извештај за работата на Средното училиште Кузман Шапкарев за учебната 2022-2023 година. И точка број 12, годишна програма за работата на Средното училиште Кузман Шапкарев за учебната 2023-2024 година. Молам директорот да се произнесе по точките. Благодарам, председавач. Добар ден и од мене. Во врска со годишниот извештај, наставата во теко на учебната 2022-2023 година се одвиваше според утврделиот календар. Во нашето училиште имавме теоретска и практична настава, а еден најпоголем дел од практична настава се изведуваше во партнер компаниите, како Симпекс, Зиг Пелагонија и да речем повеќето земјоделско ориентирани компании во општина Битола. Што направивме? Со оглед на бројката на ученици во сите земјоделски училишта во државата, направено е според цел колектив Баги. Пример во соработка со Сдруженијето на граѓани Еко Џајо од Скопје е продолжен проектот Прва урбана градина, потоа се реализирани два Еразмус проекти. Ние, знаете, не можеме да имаме екскурзии како училиште, помало сме, треба да се шлепаме со некој друго училиште, али затоа работиме со Еразмусите, па наши ученици беа од трета и четврта година, втора, трета и четврта на еднонеделна стручна едукација во Република Италија, потоа во јуни во Република Франција, на почетокот на месец јуни, ученици од овие две европски држави беа гости кај нас. Независно од овие проекти, во април бевме домаќини на 4-неделна практична настава на ученици од Шведска. Оно што сме секогаш горди, иако сме мало училиште, на надпреварите на државни на средните земјоделски училишта редовно освојуваме награди. Така ова година освоивме прво, второ и трето место. Прво место во дисциплина калемење, второ место во семење и плевели и трето место во дисциплината органско производство. Нашиот ученик Михаил Саламовски од прва година беше победник севкупен на ноќната трка по повод 4 ноември што се организира. И она што, да речем, најгорди сме на се, што освоивме прво место во цела држава како нашиот тим за урбана градина во надпреварот организиран на предприемачи. Тоа е апшифт програма на невладина ЛИД од Скопје, која што е поддржана од Агенцијата за иновации. Освоивме грант од 2000 евра, кој што е искористен за подигнување на урбана градина, на чаеви, еко чаеви и зачини. Набавена е сушара исто за тие работи, веќе ги пакуваме производите, истите му ги презентиравме на градоначалникот на почетокот на јуни. Од таа средба произлегува заеднички идеи кои што ќе испомнам после во годишната програма. И некои други активности што ги имавме, например, почнуваме една убава традиција во нашето училиште заедно со конјаница Галоп од Битола. По повод 4 ноември одржавме настан нега и јавање на коњи, каде што беше презентирано, беа донесени интересни животни, коњи, мини, пони, беше демонстрирано како се негуваат коњите, како се заседлуваат, како се подготвуваат за јавање за дресирање. Тоа најде на голем одзив
во градот, значи имавме над 300-400 дечиња. По повод патрониот празник отворивме парк за социјализација на миленици, кој што треба да биде како и дел од ова што се прави кај нашето училиште. Ептен, модерен, современ по сите стандарди. Можете во годишната програма да видите како ова во извештај како изгледаат нашите чаеви, урбаната градина. И на крај во јуни пуштивме во употреба целосно дигитализирана метеоролошка станица, во која се собират климатски податоци, се чуват месец дена, од тука, од овај дел, кај што е нашето училиште, кои што се од важност и за училишно стопанство, но и за локалните производители, со цел подобрување на земјоделските практики. Значи, тоа е тоа што го направивме за минатата учебна година. Дел, како извештај сега и за годишна програма, лани, уствари на крајот на минатата учебна година добивме средства од општина Битола за реконструкција на наставничка канцеларија. Тоа беше негде мај-јуни, и за целосна реконструкција на една скроз запуштена училница. Знаеме како одат набавките ја завршија крајот средината на август. Моментално се изведват работите, за разлика од другите училишта, ние учиме само во една смена, така да после 12-1 сато се одвиват градежните работи, нема сметња во наставата, нема никаква попреченост. Не знам, училиштето кој бил под овите се оддушеме. Сега во таа училница што целосно реновираме, ние и како пилот проект туривме кошулица целосно армирана со по ПС статика направено како што треба, подпишано од градежни инженери. И истото планираме, значи за цело училиште да аплицираме оваа година, тоа ни е како главен проект, на сите училници тавани да се смени душемето, да се стави кошулица, затоа што стварно, која беше пред 2 години земјотресот на 9 јануари, се направи штети уредно пријавени, уредно сликани, уште абер нема од таја, како се викаше, осигурителната компанија нешто да преземе. И се надевам заедно со општина Битола и со Министерство ќе се најдат средства да се среди тој проблем во училиштето. Како што реков, наставничка канцеларија и другата училница се при крај, значи тие ги сметам како во годишна програма. Нема зборам за информатички средства, за опремување, значи во последните 5 години се набавени скроз ептен нови компјутери, табли, бели, се училници, се како што треба по ПС направени. Сакам да кажем од таа идејата што произлезе со градоначалникот. Значи сега сме во фаза да ги регистрираме чаевите и зачините во Агенцијата за храна и ветеринарство, да добијаме дозвола да ги дистрибуираме. Наша идеја е и во градинките, значи кај дечињата ако се може, и да почнеме да правиме заеднички активности за урбани и органски градини и со учениците од основните училишта, меѓутоа и со дечињата од градинките. Веќе сме во комуникација со Тања Греговска, мислам се презиваше од ова, и заедно почнуваме со тој проект, така да се, во смисла да се подигни свеста кај од најмала возраст кај децата. И за здрав живот, и за се. Околу учебниците ќе спомнам за чудо, за прв пат ова година, во прва година стигна еден нов учебник по предмет. Иначе во стручните училишта тој проблем со учебниците е деценијски. Значи кубуриме, како што кажа и другите колеги, за општобразовните предмети не е проблем, меѓутоа за стручните е проблем.
Проблеми и со наставните програми. Имавме во Центарот за стручно образование, тој што беше за земјоделско-ветеринарните училишта Бранко, ептено ќе човек се пензионира, сега имаме назначена жена од текстилна струка за земјоделските училишта. И малку е проблем, али со ептен инсистирање да се апдейтират тие годишните програми и да се доставуваат на време, се сноѓаме. Не знам што друго ви интересира. Ајде ќе кажам нешто што е рак рана за сите земјоделски училишта, значи недостаток на деца. Во ова година во сите 10 училишта во државата 100 ученици се запише. Кај нас 7. Значи тоа е проблем, цела држава го има. Ние имавме средба пред некоја година со министерот. Сите 10 училишта организирани, значи средбата беше на моја иницијатива, затоа што е алармантна ситуацијата. Побаравме од него кои ќе дават тие субвенциите, значи на некој начин да бидат условени како на Запад. На Запад се дават субвенции во графата ако си активен земјоделец. Кај на субвенции земат во рек што работат луѓето. Значи знаеме така и да има некој преоден период од 4-5 години, а тоа го пише во законот, само не се применува. И наше мислење на сите училишта земјоделски од државата е дека на тој начин ќе се стимулираат и земјоделието и запишувањата во земјоделските училишта. Значи, ако тој е регистриран активен земјоделец, да зема субвенција, а не ѓутуре. Пример, никој ете комуницирам нон-стоп сум по селато, со тие што ни се таргет група, значи тој не ни прати ни климатски промени, ни ништо, зема прска грозјето, не знам, 100 пати ќе го испрска со едно средство, никако да се среди проблемот. Значи, едноставно, мислам дека државата треба да клај некоја рамка, дали со матични агрономи да ги услови некако, за да се на тој начин и квалитетот на храната да се подобри во државата, меѓутоа и да се стимулират уписите во земјоделските училишта. Нек ни читав еден податок, 85% од млекото го увезваме ко држава. Значи продаени се и крави, мави, сите работи. Треба ние како училиште правиме, со 50 деци прво место ќе освоиш и награда и ќе правиш настани. Толку колку ќе направиме ако нема така никој нема речено не е срамота, запишвајте се во земјоделските на телевизија. 100 години уназад. Тоа е тоа. Ако имате прашања, Ви благодарам, повелете прашања. Доколку нема, директоре, ви благодарам. Одиме понатаму. Точка број 13, годишен извештај за работата на Средното училиште Ѓорги Наумов Битола за учебната 2022-2023 година и точка 14, годишна програма за работата на Средното училиште Ѓорги Наумов Битола за учебната 2023-2024 година. Тука прекинуваме Комисијата за јавни дејности поради немање кворум. Накнадно ќе бидете известени за продолжувањето на истата. Ви благодарам за присуството.